Здраво, драги мои! Забележавте во каков свет се разбудивте денес? Различен од вчерашниот и сигурно утре нема да биде ист како денешниот. Настаните на секојдневието ни фрлаат прашина во очите со случувањата кои не држат внесени во она што како во гладиаторска арена се случува за наша забава. Вистинските промени, тие поминуваат незабележани, додека тривијалните настани се фрлаат како свежо месо на огнот на случувањата. Вистинските одлуки паѓаат на тајни состаноци, на комитети кои делуваат во сенката на јавните настани. А овој универзален систем продолжува во своето усовршување, правејќи го слугата од вчера, роб на утрешнината. Така суптилно, така моќно. А јас макар да испаднам само глас на оној кој вика во пустината, овде ќе ви предочам каде оди светот на утрешнината. Претходниот век е век на поларизираност. Буржуазија наспроти пролетаријат, монархисти наспроти републиканци, капитализам наспроти комунизам, нацифашизам наспроти демократија. Сите против сите. Век кој на историската скала предничи како најголема кланица која ја памети човештвото. Ако се сумираат загубите во човечки животи од 1900 година до 1999 година, милионите мртви се тешки за добројување. За да сепак сега, во новиот век, пак да се прашуваме дали се опаметивме. Од пепелта на Првата светска војна се создаде болшевизмот во Русија, идеологија што почна да се применува во европскиот исток, но беше сготвена во кујната на Западот, односно во делото на германските филозофи Енгелс и особено Маркс. Суштината беше преку револуција превземање на власта, која подоцна се задржува во трајно и апсолутно поседување без полагање на одговорност кон никој, освен кон структурите на владеачката комунистичка партија. Сопственоста на земјата и на стопанството е во државна сопственост, а со оглед на тоа дека со државата управува една единствена партиска елита, тие всушност се хегемонот кој управува со се, политички и економски. Другиот систем е секако нацифашистичкиот систем, кој по неуспехот на либералните демократии да донесат решенија на моралните и пред се социоекономските кризи на почетокот на 20 век, се востоличија како месијанистички спасители, првен во Италија, а подоцна и во Германија. Овој систем подразбираше исто така авторитативен систем на власт, но за разлика од болшевизмот кој имаше класна димензија, нацифашизмот ја нагласуваше националната димензија каде една доминантна ултрадесна идеологија во спрега со корпоративниот капитал спроведуваше апсолутна власт. Историската иронија сакаше да токму овие две идеологии се судрат меѓу себе во она што се уште светот го памети како најкрвавиот воен конфликт досега, односно Втората светска војна. Во оваа војна нацифашизмот беше поразен, пред се од болшевичко-сталинистичките сили на Советскиот сојуз, пред се во битката кај Сталинград. Подоцна, демократскиот запад, од чија што кујна рековме произлегува и комунизмот и нацифашизмот, се прогласи за морален победник и за единствениот преостанат нормален систем на вредности. Сега, секако нема да ситничариме за операцијата Спојувалка, во која кремот на нацистичката наука беше кооптиран во американската научно-истражувачка програма. Нема да ситничариме дека добар дел од нацистичките земји од Северна Европа тивко ја сменија страната без никаква воена интервенција. И секако нема да ситничариме дека демократскиот запад на крајот на таа војна беше сојузник со комунистичкиот исток. Важно Западот и неговата демократија доминираа со наративот дека се апсолутно добро на коему нема алтернатива. Неколку децении поминати во специјална војна, во која на сопствените граѓани истиот тој Запад им даваше максимални привилегии, придобивки на слободи и права, во обид максимално да се направи контраст на советскиот комунизам. На крајот и комунизмот падна. Погледнете ги сцените од рушењето на Берлинскиот зид и пуштете некоја солза додека ја слушате Winds of Change на Scorpions, затоа што нели
Тоа беше ултимативната победа над последното идеолошко зло во светов. Во многу мои видеа ги споменувам големите светски планери, за кои многу пати имам кажано дека своите планови ги распостилаат низ векови, ако не и низ милениуми, така што нашите едва и децениски животи се прекратки за да можеме да ги сватиме. Освен ако не сме со многу отворен ум и со искрено анализирање на запишаната историја. Денес, во ова видео ќе се обидам да го направам токму тоа, однапред извинувајќи се за долгиот вовед. Системот во кој моментално живееме теоретски се дефинира како демократија за општествено-политичкиот систем, слободна пазарна економија и финансии базирани на фиат валута, која е гарантирана од поедините економии, односно од бруто домашниот производ. Сето ова во кујната на Западна Европа и Америка функционираше одлично, особено во периодот кога на исток постоеше непријателот кој овозможуваше создавање на поларизиран свет. Тој свет одамна не постои. Поточно не постои веќе добри 3 децении. Западот продолжи во создавање на униполарен свет во кој универзалните вредности, погоре набројани, требаше да станат транснационални и заеднички на сите. Но, како што во 1945 година имавме земји кои тивко се трансформираа од нацистички во демократски, без крвопролевање, од типот на Норвешка, како што добар дел од злосторниците најде уточиште и заштита во земјите на Латинска Америка, а научните умови од типот на Вернер фон Браун, кои ги креираа ракетите за бомбардирање на Лондон, подоцна со истите ракети ги однесоа првите луѓе на месечината. Така и во 1989 година од историска сцена замина советскиот комунизам, но не и комунистите. Колку треба да бидеме наивни да веруваме дека Западот се бореше за рушење на комунизмот, а ден денес на дофат од раката од брегот на Флорида е комунистичката земја Куба, без да се нагласува еклатантниот пример на Кина, која непречено продолжи да обстојува и по падот на Берлинскиот зид. Очигледен е фактот дека и двата системи, како комунизмот, така и нацифашизмот, беа експерименти за еден ултимативен систем на тотална предоминација. А кога се експериментира, нормално се разгледуваат различни можности, па на крајот се одбира оптималната. Со оглед дека сега за двата система зборуваме во минато, јасно е дека и двата се испоставија како гломазни чудовишта кои се тешки за контролирање. Малку повеќе од 3 децении не делат од падот на Берлинскиот зид, а западниот систем на вредности, оличен во западната демократија, ги покажува првите знаци на повампирување. Каде се гледа ова повампирување? Да, почнеме со ред. Политичкиот систем кој денес е предоминантен во развиениот свет е представничката демократија. Систем во кој на слободни и непосредни избори се избира законодавната власт, односно парламентот. Додека извршната власт се избира посредно во самиот парламент. Во системи кои се председателски, например оној во САД, и извршната власт, односно председателот, се избира на директни избори, што е уште повисок степен на демократија. И покрај теоретските постулати за добро поставен систем, со добри регулаторни механизми и силното коригирачко влијание на изборните циклуси, сепак за политичарите во демократските системи владее општото мислење дека се корумпирани, некомпетентни и неспособни за спроведување на било што од она што им е задолжение. А тоа задолжение, верувам, е исто секаде – правично, мудро и одговорно владење. И да, речиси сите политичари и речиси секаде потврлуваат во тоа, а наместо тоа обично владеат неодговорно, авторитативно и корумпирано. Иако оваа болест некако асоцира на Македонија и на останатите земји од Балканот, оваа пракса е нешто што балканските политичари ја научија од нивните западни ментори. Кога се случува да последиците од едно такво владење стануваат прекумерни, за спас на ситуацијата речиси редовно се наметнуваат влади составени од технократи. Ако станува збор за национална влада, ниеден технократ не стапнува на сцена пред првин да обезбеди неопходната послушност на парламентот за гласање на обично непријатни мерки што една технократска влада мора да ги спроведе.
Класичен пример за такви влади наоѓаме во владата на Марио Монти, владата на Джузепе Конте и класиката на сите класики, моменталната влада на Марио Драги во Италија. Како што гледате, Италија е мека за технократски експерименти, каде само во последната влада, претходно раскараните политички сили, сите се построија во ред за поддршка на владата на технократот Драги. И ако веќе некој ново ниво се прашува што има лошо во ова, слободно ќе кажам, ништо. Единствено што мораме искрено да си признаеме дека после ваквото бајпасирање на изборната волја на електоратот, со избирање на влади кои никогаш не поминале низ процесот на слободни избори, слободно можеме да кажеме дека демократијата веќе не постои. Таа полека насекаде се заменува со технократијата. А типичен пример за совршена технократија е самата Европска Унија, која функционира како наднационална супердржава, чиишто структури на власта формално поминуваат низ процесот на гласање во Европскиот парламент. Но во суштина се технократи договорени на зелена маса, над кои во иднина самиот парламент нема никакви ингеренции. Сега, од каде доаѓаат овие технократи и која е нивната квалификација што ги прави супериорни над политичарите? Тие се обично од високите ешелони на големите мултинационални корпорации, нивни извршни директори или пак се видни професори од престижни универзитети, кои со самиот факт дека се приватни, се своевидни образовни корпорации. И овде, како одлична илустрација ни доаѓа италијанскиот Супер Марио, кој на пошироката јавност и е познат по тоа што беше прв човек на Европската централна банка. Зошто оваа спрега помеѓу технократијата и корпорациите е важна? Важно е затоа што самите корпоративски кадри, како технократски лидери, влијаат на донесување на закони и уредби кои ги ставаат во надредена, скоро монополистичка улога на пазарот големите наднационални корпорации, додека средните и малите предпријатија, токму заради комплицираната и гломазна регулатива, стануваат неконкурентни на пазарот. Ова во суштина го менува класичниот капиталистички модел на здрава конкуренција, каде што оној што може да понуди најдобра комбинација во соодносот квалитет-цена е тој што оди напред, истовремено мотивирајќи ја конкуренцијата на истото. Во корпоратистичкиот модел имаме модел на несоборливи монополи. Вака поставениот систем овозможува огромно раслојување на мал процент енормно богати и маса на луѓе што живеат на работен обстанок. Додека гледаме дека самиот политички систем го фаворизира тоа. Зарем не е вака поставениот систем хибридна комбинација и технолошко унапредување на двата апсолутистички системи од 20 век? Самиот Мусолини, давајќи ја дефиницијата на фашизмот, вели дека тој е спој на една цврста авторитарна власт која е во спрега со корпоративната моќ. Додека на Западот оваа трансформација му оди бавно, пред се заради демократскиот товар од кој не може да се ослободи така бргу, токму во Кина ова е комплетно спроведено, при што имаме комунистичката партија која е единствен и неоспорен политички авторитет, додека економијата е комплетно препуштена на корпорациите. Истите корпорации, кои својот капитал од Запад во изминативе децении го префрлуваа во истата таа Кина. Како што реков, и за претходните два, и овој систем е од западната кујна, само се вари на друго место. Овој систем на целото човештво му се продава како капитализам 2.0, каде веќе не постои ништо свето и ништо не може да биде доверено на јавната сфера, туку се оди во приватни, односно корпоративни раце. Што добиваме со тоа? Добиваме приватизирани природни ресурси, како што се рудници, реки, езера. Јавни добра како што се телекоми, пошти, пристаништа, железници или патишта. И на крајот на краиштата јавни области како што се образование и здравство. Да појдеме од последните две. Просперитетно приватно здравство подразбира голем број на болни луѓе, додека приватното образование значи корпоратистичка индоктринација заради собственичката структура на големите универзитети. Природните богатства што ни се од Бога дадени, со подпис на некој бирократ,
и за мизерни милиони безвредни парчиња хартија ни се одземаат за навек и обично се претворат во амбиентална пустош. И на крај, јавните добра создавани од генерациите на нашите родители, за кои не задолжуваа нас како генерација, сега ги гледаме во раците на истите тие корпорации за ситни милиони од истите безвредни монети. Во ваквиот амбиент, секогаш за лошата состојба се обвинува поединецот, додека решенијата се нудат во форма на финансиско робство, кој ни доаѓа во форма на кредит, од кој повторно огромна корист имаат само модерните алхимичари, односно големите финансиски корпорации познати како банки. Идеологијата на овој систем е постариот добар средновековен рецепт. Постои една догма по која мора да се уредува целокупното живење. А таа догма, овој пат наместо религиозна, е научна. Денешната наука е финансиски зависна од корпоратистичките господари, кои се сопственици на сите научни институти, лаборатории и универзитети. Така што науката што излегува од ваквите кругови е исто така во служба на заштита на овие големи корпорации. Типичен пример за ова научна догма се три работи, доста актуелни периодов. Глобалното затоплување, кое сега е преименувано во климатски промени, за кои како главен виновник се прогласува јаглеродниот диоксид. За намалување на јаглеродниот диоксид се предлагаат најбизарни мерки, но истовремено уништувањето на големите зелени пространства како што се прашумите во Амазон не престануваат. Мисија на Марс и оживување на мртва планета, додека живата планета Земја се занемарува и безмилосно се експлоатира. Последното е ноторниот COVID, поради кој, според научната струка, мораме да стоиме одвоени, изолирани, оттуѓени, строго на интернет и строго со маски, во очекување на спасоносните вакцини. Не е проблем што пола планета е озрачена со нуклеарен отпад. Не е проблем што океаните се гушат во пластика. Не е проблем се наоколу што предизвикува илјадници малегни заболувања. Се тоа некако е во рамките на дозволеното. Само COVID. Ете, драги мои, јас накратко се обидов да го опишам системот кој лека по лека ја зафаќа целата планета и кој неминовно се наметнува како наша дистописка иднина. Наречете го нов светски поредок. Наречете го светска влада. Името е небитно. Битно е дека е овде, битна е нашата свесност за него. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.